Убаво неделно утро, а уште поубаво е тоа што се дружиме заедно во следните 30 минути со најновите урбани содржини. Останете тука, почнува новиот урбан блок, а и ве што ќе гледате во него. Во новиот урбан блок ви откриваме кои фустани ќе бидат модерни оваа пролет. Зборуваме за проблеми со задниот сегмент на окото и ве носиме на уште една извонредна дестинација. Останете тука. По рекламите почнува новиот урбан блок. Окото е еден од најважните делови кога станува збор за човечкото тело, па затоа е потребно соодветно и внимателно да се грижиме за него. Но оваа тема нешто повеќе зборувавме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит. Еве што велат тие. Одредени симптоми како блесоци, искри, светкања како молњи, црни точки во видното поле или голема темна дамка која се појавува, може да ни укажат на проблеми со задниот сегмент на окото. Некои од овие состојби се итни и треба веднаш да се даде медицинска помош. На оваа тема ние денес ги консултиравме нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Споделуваме со вас се што научивме од нив низ разговорот. Генерално, очите како сетилен орган се исклучително важни и ни овозможуваат комуникација и контакт со средината во која што живееме. Ние кои што немаме проблем светаме дека е тоа така, дека очите се орган кој што го имаме. Не дај Боже да имате проблем, па да видите колку тие значат, нели нормално. Кога говориме за очите, говориме за неколку моменти кај во нивното функционирање. Еден од нив е диоптријата, односно оптичкиот дел, кој што за среќа имаме нели можност да коригираме со помагала, со очила и леки и така натаму. Меѓутоа нешто што исто така добива и во своето значење и тежина во својата проблематика, тоа е сушност одржувањето на сите сегменти на очите, посебно задниот сегмент, односно одржувањето на ретината, оној дел каде што и започнува и продолжува гледањето. Дел кој што проблематика која што ја среќававме кај повозрасната популација, која што го нарушува квалитетот на живеењето. Сега, тоа подразбира и промени по однос на ставовите и грижата, исхраната на самиот сегмент и како тоа да се направи. Сега, тоа е нешто што го имаме и тука, го имаме нашето искуство, кое што навистина не сметам дека треба да се сподели, затоа што луѓето имаат проблема некогаш и не знаат како треба да го решаваат на еден начин. Кај нас, значи, од овие патологии од кои што се губи видот, доаѓаат луѓе со различни состојби. Јас би започнала со ноќно слепило, тоа е всушност најчесто се јавува кај деца, најчесто е генетско заболување, многу прогресивно, води дефинитивно кон слепило, кај некои оди поспоро, кај некои побрзо. Во моментов како терапија во класична медицина, значи специјалистите на располагање имаат само неколку препарати, од кои што еден од нив како најнов, кој што само ја запира таа прогресија, да не ве лажам, мислам дека чини околу 500.000 евра, така да тоа е сепак нешто страшно недостапно за нормален човек. Сега кај овие дечиња со ноќно слепило ние работиме на тоа да направиме регенерација на ретината. Тоа оди поспоро, за разлика од тој процес на регенерација на макула, каде што исто така можеме да делуваме. Меѓутоа, првично што постигнуваме, запирање на самата прогресија и постепено враќање на тие ретинални клетки, без разлика што оди споро, нека биде процес од 1 година или 2 на кој што треба да се работи, и сепак тие деца почнуваат да гледаат подобро. И тие луѓе, нели, пред да настапи губење на видот од 90% или 95%, доколку реагираме многу порано, можеме да постигнеме враќање на видот, враќање на ретиналните клетки и деца кои што утре ќе пораснат во возрастни луѓе кои што апсолутно ќе се гледат нормално. Ние не можеме да делуваме на самата ДНК и на тој ген кој што го предизвикува ова дисфункција, ова отстапување, туку всушност делувајќи на самиот процес на регенерација, генот станува неактивен. Овој дел, односно овој начин и механизам на активирање и деактивирање на гените, веќе го објаснува епигенетиката како наука. Таа е веќе наука присутна и актуелна последниве 25 години.
И дефинитивно се докажува дека еден ген, зависно од надворешни фактори, дали се позитивни или негативни, може да стане да се активира или да се точно или да се деактивира. Останатите патологии, како што е макуларна дегенерација, значи кај нејзе може да кажам дека имаме феноменални резултати, многу побрзо настанува тој регенеративен процес, иако се работи за една повозрасна група, обично макуларна дегенерација нели се јавува после 55-60 години. Меѓутоа и тие луѓе знаеме колку им е важен видот и што значи тоа. Така да исто тоа е процес со кој што го активираме самиот процес на регенерација, стем клетките им даваме инструкција да се развијат во макуларни клетки и повторно се враќа видот. Тоа се гледа како точно каде настапила таа регенерација, се прави осити, тоа е она окулар кохерент томографи, се снима задниот сегмент на окото. По завршување на терапиите, самите пациенти ние им препорачуваме да си направат повторно осити, каде што ќе може физички да се види каде е вратено она ткиво кое што недостасувало претходно. Се запира дегенеративниот процес и повторно се прави регенерација и се враќа видот во нормална функција. За да потврдиме дека не е само субјективно, него и објективно. Апсолутно. Дека и физички се прави таа регенерација. И уште една патологија, нели, имаме различни патологии како оштетување на очниот нерв, тие се исто така потешки за третирање, кај некои од нив се е тоа, нели, индивидуално и зависно што го предизвикало тој проблем. Кај некои од нив исто така се постигнува регенерација и се враќа видот во нормала, меѓутоа сепак тоа бара многу подетално исследување и кај нас и во нашата ординација, како и нели се земаат во предвид сите медицински истражувања кои што ги имаат и испитувања направено пациентите. А кога станува збор за облекат, дефинитивно парчето облека кое ќе биде тренд за предстојната сезона се фустаните. А како да ги комбинирате, ви откриваме во следните неколку минути. Фустанот е без сомнение наједноставното и најмоќното парче облека во пролетната гардероба. Само едно затворање со патенти сте подготвени за ден и ноќ, во градот или во канцеларијата. На модните писти доминираше женственоста во сите нејзини облици, тренд во кој пролетните фустани одлично се вклопуваат. А какви фустани се носат во пролет 2025? Меѓу пролетните трендови на фустани се издвојуваат зависните фустани прилепени за тело, прозирните модели кои следат линијата на фигурата и можеби најголемиот новитет на сезоната – мини фустаните со женствени контури. Текстурите се нешто на кое посебно внимание посветуваме оваа сезона, па фустаните ги надополнуваме со материјали кои ги имаат или се со 3D елементи. Што се однесува до шарите и боите, пругите се момент кој не треба да го пропуштите, дури ако сте во плюс големина. За оние кои се привлечени од романтичните стилови или едноставно сакаат силуета која го гушка телото, ова е тренд што треба да го прифатат. Обвиени фустани. Кога стилизирате, фокусирајте се на фустанот и не претерувајте со додатоци или носете долга чанта на ремен, бидејќи тоа може да го наруши изгледот на фустанот. Нагласете го изгледот со обетки или метални нараквици. Рамните сандали го комплетираат летниот изглед. А модерни се и фустаните со риги. Пругите се безвременски, но нивното значење еволуирало низ историјата. Иако денес често се поврзуваат со наутички или подготвителни стилови, пругите исто така ја символизираат слободата и креативното изразување. Дизајнерите од тука црпеа инспирација, па главниот моден совет со пруги е: избегнувајте наутички изглед и бидете покреативни. Рачната изработка дојде до израз оваа година за пролет-лето 2025. Овие елаборирани фустани се предодредени да станат семени богатства кои се третираат со љубов и грижа. Додадете и златен накид. Трендот на транспарентност кој е принесен од претходните сезони се уште е многу присутен. Шифон и тул можат да бидат придушени или смели, во зависност од дизајнот и избраните долни слоеви. Кога носите целосно прозирен фустан, најдобро е да го комбинирате барем со панталони. Нозете ни се заштитени и покриени со слоеви со месеци. Време е да ги пуштиме. Трендот на мини фустани оваа сезона е флертувачки и женствен, со примеси на шарм на бејби дол. Предлагаме да го избалансирате и стилизирате ултра кратко фустанче со рамни чевли и лежерни аксесуари. Одговорот на прашањето што да се носи е модерна кошула фустан. Ако купувате само еден фустан оваа сезона, тогаш одберете го овој. Неговата разновидност го прави исплатлива инвестиција.
Па доколку вашата омилена потрага во последните денови се тренди фустани за пролет лето 2025, тогаш сме сигурни дека ви помогнавме во изборот. А за љубителите на возбудливите и авантуристички патувања, нашата денешна предлог дестинација е супер идеја за тоа. Каде ве водиме овој пат, дознавате од кратката видеопрошетка која следува во продолжение. Антички живеалишта, цркви вкопани во Карпите и многу други работи кои ни укажуваат за лошиот живот и маргинализацијата на жителите во минатото. Но денес Матера е град кој се откопува себе си со фокусирање на квалитетен туризам. Со многу античко потекло кое датира од палеолитската ера. Градот Матера ја препознал својата уникатност дури во 1993 година, кога станал и светско наследство на УНЕСКО. Познат во целиот свет по камењата од Матере. Тој е уникатен и волшебен, архитектонски и натуралистички спектакл кој ги остава посетителите без див. Во 2019 година Матера ја доби титулата Европска престолнина на културата, а со проектот Матера 2019 станува се повеќе меѓународен и добредојден. Затоа градот на камењата доживува нова ера со одлучно фокусирање на туризмот и организирање низа поврзани услуги. Матера се смета за вистински музеј на отворено. Прекрасно преплетување на многу тесни улички кои водат до живеалишта врежани во Карпите, антички пештерски цркви, уметнички галерии, стратешки точки од кои можете да се восхитувате на панорамата, подземните цистерни и музеите кои што може да се потопите во минатото, како и очигледно и вкусна локална кујна. Првата од 10 нешта што треба да ги видите во овој град е дефинитивно древното село Матера, кое може да го посетите со удобни чевли. Поделен е на два окрузи, Сасо Цевеосо и Сасо Барисано, разделени со централна карпа на Цивита, која ја чува и штити прекрасната катедрала. Името се поистоветува со пештерата и домовите кои биле вистински до 50-тите години. Напуштени од хигиенски и санитарни причини од 60-тите, тие веќе неколку години минуваат низ програма за опоравување и реконструирање. Сасо Барисано пак е именуван по древното семејство Матера и за разлика од претходниот е преполно со извајани портали. Таа е организирана по населби, група куќи со поглед на мало отворен простор, каде што различни семејства саси се поделени по заеднички имоти, како што се бунар или печка. А каков беше животот во овие пештерски куќи? За да се нурнете во минатото, само посетете ги неколкуте од типичните куќи во овие села. Символ на жртвување и народните традиции, тие се состојат од една просторија, многу едноставно наместена, во која живееле големи семејства до 10 луѓе, и не само тоа, каде што живееле и животни. Меѓу другите места што треба да се видат во ова место е дефинитивно катедралата, која се наоѓа на највисоката точка на градот. Изграден е помеѓу 1230 и 1270 година и е посветен на Мадона де ла Бруна. Во аполискиот романески стил, главната фасада има многу украсени елементи со силна символично религиозна вредност, како што е фино украсен портал и награден со ниша во која е представена статуата на Мадона де ла Бруна. Друг елемент од посебно значење е романескиот прозорец од рози во центарот на фасадата, кој посетува на темата на тркало на среќата, особено распространета во средниот век. Црквата Сан Франческо да Сизи, изградена на древната подземна црква Свети Пиеро де Паоло, дизајнирана од архитектите Вито Валентино и Томазо Панета, доминираат на големиот и многу централен плоштад Сан Франческо. Внатрешноста е еднокорабна со мали капели, посветени на некои благородни добродетели на Матера. Во Матера има и многу камени цркви. Спуштајќи се од Цивита, можете да се впуштите во недопрената природна област. До него се пристигнува со преминување на мостот со јаже, што води директно на страната спроти градот Матера. Потопени во паркот се спектакуларни пештери, мали цркви, остатоци од палеолитот и конечно воодушевувачки поглед на градот. Задолжително за љубителите на трекинг и екскурзии. Од Матера можете да го посетите Алберобело, користејќи ги турите со миниван, удобно и безбедно. Исто така можете да се прошетате на локациите заштитени од УНЕСКО. Пулја е на вистина само неколку километри од Матера, па скокнете и до Алтамура, само 10 минути со автомобил. Затоа, не чекајте и вклучете оваа прекрасна дестинација во вашите патувања за оваа пролет.
Појадокот е најважниот оброк во текот на еден ден. Затоа за него треба да вложите повеќе време и да си обезбедите високо квалитетна храна која ќе ви даде потребна енергија, а при тоа нема да влијае лошо на вашето здравје. Затоа одвојте неколку минути секое утро и подгответе си здрав појадок. Доколку само малку ги промените своите навики и вложите повеќе труд, ќе се храните здраво без оглед на брзиот и современ начин на живот и преоптеретеното секојдневие. Со самото тоа ќе се чувствувате и поздраво и подобро расположени секој ден. Многумина од вас ке речат немам време наутро, брзам, ке задоцнам, но и доколку немате премногу време и брзате, сепак постои решение. Доколку навистина брзате наутро, направите си здрав појадок во чаша. Секако мислиме на добро познатото смути. Тоа не само што е здраво и полезно, туку веќе одамна целосно го замени обемниот појадок. Со него секој ден можете да го започнете свежи и полни со енергија, а се што ви е потребно е само да ја наполните чашата со најдоброто од природата. Ние во продолжение ви предлагаме 5 одлични смути идеи како здрав појадок за секој работен ден, кој ќе ви овозможи ситост и поголема концентрација. Понеделникот да започнете го со ова смути. Еве како совршено да ја започнете неделата и при тоа да не изгубите премногу време, а сепак нема да го пропуштите појадокот. Жолтото смути е одлично за старт на работната недела, која ќе ја задржи свежината на вашиот лик во текот на целиот ден. Еве како да го подготвите овој појадок. Започнуваме со свежо исцеден сок од ананас. Можете и џус од портокал доколку сакате поостар вкус. Џусот ставете го во блендер и додадете пола сладка павлака, а тоа ќе му даде потребни протеини на вашиот појадок. Следно исечете една банана, неколку парчиња манго и неколку парчиња ананас и додадете го истото во блендерот со џусот и павлаката. Пред да го вклучите блендерот, изрендајте малку ѓумбир кој ќе ви даде одличен вкус, а со тоа појадокот за понеделник наутро е веќе подготвен. Уживајте во совршениот вкус. Штом ги видите свежите портокали на работната маса во кујната, веднаш ќе знаете дека веќе не е понеделник, туку е време за подготовка на вашиот умилен појадок за во вторник наутро. Вторник е совршен ден за да го започнете со портокаловото смути. Започнувате со свежо исцеден џус од портокали. Во него додадете неколку лажички павлака поради протеини секако, свежо излупени парчиња од портокал и пола исто така свежо излупена праска. За крај изрендајте еден свеж моркот во целата смеса и вклучете го блендерот. Ова смути е совршениот вкус со кој ќе го започнете вторничкото утро и ќе бидете свежи и сити во секот на целиот ден. На здравје! Се наоѓаме на пола пат од неделата, а тоа е совршен ден да го зачините вашиот појадок со некоја состојка плюс. Нешто вкусно и разиграно. Среда во нежно розова чаша. За подготовка на вашиот здрав појадок во среда наутро, се што ви е потребно е многу желба и сладок труд. Започнуваме со половина чаша млеко и 2-3 лажици сладка павлака, која може да биде со вкус на ванила за поубава арома. Потоа додадете свежи јагоди и малини и едно парче лубеница, на кое претходно ќе му ги отстраните семките и можете да го вклучите блендерот. Со тоа вашиот појадок е спремен, а вие можете да уживате во неговиот одличен вкус, читајќи ги утринските новости на интернет порталите. Како се ближи крајот на неделата, ние се повеќе и повеќе сме под стрес, затоа ни е потребен супер појадок полн со протеини и минерали. Токму четврток е одличен за ваквиот појадок. Виолетовото смути е името на вашиот појадок за во четврток наутро. Брзо, лесно и вкусно. За подготовка на ова смути потребни ви се антиоксидантни богати плодови. Започнувате со свежо исцеден сок од калинка кој го ставаме во блендерот и во него додаваме сладка павлака со вкус на ванила. За ова смути можете да употребите и џус од боровинки или пак аронија. Потоа во садот додадете свежи сливи и боровинки и на крајот декорирајте со неколку свежи цреши, кои ќе му дадат и пријатно сладок вкус. Ова антистрес смути ќе ви дојде одлично за да можете без никакви потешкоти да го издржите напорниот ден. Пријатен појадок! Веќе е петок и сте на крајот на работната недела.
Пола истрошени и пола задоволни што конечно неделата заврши. Епа петок е идеален да го започнете денот со појадок, кој ќе ви ја задржи енергијата и насмевката до самиот крај. Овој вкусен петок смути или зелено смути, како што го викаат, е совршен вкус кој никој не би требало да му одолее. Во свежо исцеден џус од папаја додадете малку павлака со вкус на ванила. Папајата е одлична во комбинација со ванила и добивате совршен вкус. Потоа додадете ги претходно излупените свежи киви и едно свежо излупено авокадо. Авокадото ќе му даде преубав кремаст вкус на вашето смути. На крајот додадете една полна рака со зелени листови од спанаќ. Свежи можеби не се толку вкусни, но се одлични за правење смути. По подготовката на овој појадок, уживајте во крајот на работната недела со одличен вкус. И немојте да заборавите дека појадокот е оној кој ви дава енергија и ве држи свежи и сите во текот на целиот ден. Со ова го завршуваме нашето денешно 30-минутно дружење и сигурни сме дека и овој пат останавте со нас до самиот крај. Ние се гледаме повторно следната недела, но до тогаш доколку не пропуштивте или пак можеби сакате да се потсетите на нешто, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Се гледаме следната недела.